Ја слушате емисијата во Фокус, која се емитува широм светот преку социјалните мрежи, со цел да ве запознаеме со актуелните настани во Република Македонија за кои верувам дека ве интересира. Една од најактуелните теми моментално во Македонија и диаспората, а и општо, се локалните избори во Македонија. Можеби ќе си помислите дека тие се само локални и дека не се толку важни, или пак си мислите дека не вреди да го искористите вашето демократско право да гласате зашто очекувате дека нема да има промени во Република Македонија. Но дали е ова така? Одговори на овие и други прашања ќе побараме од нашиот денешен гостин. Голема чест и задоволство ми причинува денес да разговараме со професор доктор Љупчо Ристовски, лидер на Интегра, Македонска конзервативна партија во Република Македонија. Добар ден, господине Ристовски од Мелбурн, Австралија. Ви благодарам за вашето остапено време, посебно во овие предизборни околности. Добар ден, добро ве најдов, благодарам за поканата. Би сакала да почнам со следниве прашања, ако може ве молам, а тие се: изборната кампања во Македонија за локалните избори започна на 27 септември, значи пред 2 дена. Дали и колку се значајни локалните избори 2021 во Македонија? Принципиелно, сите избори се значајни. Секој изборен циклус е во суштина круна на достигнувањата на политичките партии, на разните политички идеологии, политички иницијативи, на политичката сцена, било каде на планетава Земја. Во Македонија, за жал, се уште немаме таков модел на политичка култура, таква политичка зрелост, да изборите бидат само една круна на се што претходно било сторено и направено од политичките партии во претходните 4 години. Важни се локалните избори. Тие се масовни по обем, тешки се за организација, бараат многотрпно присуство, бараат голема кадровска основа, бараат присутност на цела територија на Македонија, но ја имаат драшта што отвораат една перспектива да се видите на локално ниво, готово со секој човек, да тропнете на сечија врата, да едноставно остварите жив контакт со луѓето на терен, на секаде низ Македонија. И еве, кампањата почна пред 2 дена, односно вчера почна, и за 2 дена ние поминавме прво во Старо Нагоричане, каде што нашите екипи тропна во еден ден, можеби не цели стотина домови посетија, поделија локалната развојна платформа Инвестра 2021, поделија тефтерчиња, пенкалца, пропаганден материјал и така натаму. Остварија жив контакт со луѓето. Денеска бевме во Ранковце. Го поминавме и пазарот, поминавме неколку локации во Ранковце, се сретнавме со многу луѓе, интересот кај луѓето стои, заинтересирани се да слушнат кои се новите размислувања за идниот развој на општината, че луѓето не препознаваат, многу пријатна атмосфера, секој сака да се поздрави, да направи селфи, да поразговара. И тоа е добар почеток. Ние одлучиме да почнеме со овие 2 места, кои што заедно со Росомон се во суштина единствените 3 места на територија на Македонија до 5000 жители, односно едното и до 10.000, кај кои што одлучивме да имаме своји советнички листи, а во Ранковци имаме и наш кандидат за градоначалник. Другите општини се над 10.000 и претежно се над 20.000. Тоа беше концептот кој што го избра Интегра за овие парламентарни избори, и од тука формиравме советнички листи во прилика 27 општини. Во 3 општини решиме да примениме модел на пилот проекти, подршка на, да речеме, еден авторитет во политиката. Одлучивме да ја поддржиме Наташа Котлар како кандидат за градоначалник на општина Центар, што е предложено од коалиција. Ценевме дека не е добро да
ставаме сидро на патриотскиот дел во општина Центар, една критична општина во Македонија, која што била секогаш комунистички бастион. И рековме да дадеме ветер во грб, да бидеме подметнато рамо, подадена рака и во договор лично со неа, но и нормално во согласност со предводникот на нивната коалиција, да едноставно дадеме подршка како партија и да не кандидираме нашата советничка листа, фактички не ја кандидиравме, иако не беше составена. Имаме неколку размислувања за кандидати за градоначалници и прекинавме разговорите со сите, рековме да одиме со тој пилот проект. Подржуваме и една општина во Македонија со независни листи, луѓето собираа сами подписи, таму има и независен кандидат за градоначалник, кој што има формирана своја независна листа. Проценивме дека во таа општина најблиско е да се раскрши црно-белата слика и на предлог на нашиот општински комитет таму размислувавме и едноставно нашата составена листа не ја поднесовме до општинска изборна комисија. Одлучивме да безусловно бона фиде модел примениме, да едноставно бона фиде ги поддржиме без условувања, затоа што тие се најблиско да ја скршат црно-белата слика во општината каде што ќе ги поддржиме. Сега околу први би требало да имаме една заедничка пресконференција и јавно ќе објавиме за што станува во суштина збор. И во уште еден град имавме трет пилот проект, каде што рековме да ја повлечеме нашата советничка листа и да поддржиме советничка листа на друга партија. Станува збор за опозицијски партии во сите три случаи и за опозицијски кандидати. Да. Иначе значени се локалните избори, многу се значени, затоа што на овие избори вие можете да го почувствувате духот на обичниот човек, неговите потреби, неговите емоции, неговите чувства за животот. Знаете, ќе појдете во средини каде што можеби досега во животот ретко кога сте биле, дури некаде и воопшто не сте биле. Но има драж, тие се луѓе питоми, тоа е духот на македонскиот народ е таму, го гледате на лице место како страда. Како 30 години никој не успел да му отвори перспектива, се уште одат по прашњави улици, се уште се соочува со канализациони проблеми, се уште се соочува со проблеми на водоснабдување. На многу места дури и во летните периоди нема доволен притисок вода. Значи Македонија која што изобилува со вода, каде што се наоѓа вториот и третиот басен во Европа, нели Солунска, Глава и Галичица, на подземни води после Виевскиот басен, тие се најиздашни во Европа, да се соочувате со места, и тоа не рурални, него и населени места, дури во околината на Скопје имате места каде што се соочува со сериозни проблеми за водоснабдување или има низок притисок и едноставно луѓето го немаат оној квалитет на живот кој што е нормален за трета декада на 21. век. Срамота е во трета декада на 21. век, после 30 години самостојна и независна Македонија, ниту една влада во име и за сметка на Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО ДПМН не успеале да ги решат овие нормални, основни услови за живот, една нормална инфраструктура, луѓето да не возат по прашњави патишта, по калливи улици, да едноставно биде сето тоа асфалтирано, сето тоа добро осветлено, сето тоа добро уредено со хортикултура, со се останато, да се размислува во трета декада на 21. век за проблеми со водоснабдување, со канализација и така натаму, се чувствува многу бедно, многу мизерно, искрено да ви кажам, дури и ми е срам кога ги слушам луѓево, како е можно државата да дозволи во 30 години Македонија со оваа квадратура која што ја има, со оваа територија која што ја поседуваме и врз која имаме политички суверенитет, да едноставно ги нема создадено сите услови, ги нема обезбедено сите услови за нормално живење, а камоли како да разговараме за квалитет на животот. Па затоа ни бегаат младите. Дури не е ни висината на платата, веќе на некои истражување кажува дека едноставно квалитетот на животот е мизерен. Едноставно односите во македонското општество по моделот зошто тие не ја се депримирачки, тие го деморализираат народот, младата популација. А за волја на вистината и за жал наша македонска трагедија е здрави прави мажи во полн творечки потенцијал едноставно немаат работа и не може да одговорат на потребите на семејството, на
на потребите да задоволат амбицијата на своите деца и затоа ни бегаат младите надвор. Затоа се полнат европските држави и Америка, па и Австралија со наши млади деца кои што едноставно својата перспектива ја бараат таму. Затоа што веруваат во себе, веруваат во својот труд, во своето знаење, искуство, во своето образование, се храбри, амбициозни, сакаат да успеат во животот, сакаат да заснуваат семејство, сакаат да имаат квалитетен живот. За жал 30 години во Македонија ниту една политичка гарнитура не обезбеди најнормални услови за живот, пристојни услови за живот, а камо ли да размислуваме за прогрес и просперитет од рангот на западните демократии, западните просперитетни држави. Што е македонската трагедија, македонското проклетство и токму затоа е Љупчо Ристовски на политичката сцена, токму затоа е Интегра Македонска конзервативна партија на политичката сцена, да едноставно се обидеме ова фата моргана од живот, ова фата моргана од политика да скршиме едноставно во незината основа, Макијавели моделот да го испратиме во историја и да изнесеме во континуитет на одржливо ниво вредност, доблест, интегритет на јавната политичка сцена, да покажеме и докажеме дека може и со вистината да се оди напред во политиката, не само со лагата, да покажеме и докажеме дека по делата ќе познаат кој каде припаѓа и кој што има во своето срце, дали се искрени и честни намерите или имаме скриени политики. За жал, овие 30 години, може би и за наша среќа како политичка партија, двете црно-бели политички опции, Социјалдемократски сојуз и ДПН, не успеа да одговорат на потребите на нацијата за квалитетен живот во овие 30 години. Напротив, назадуваме по сите основи. Јас говоря во една од емисиите, ми се чини деновиве, веќе не се сеќавам каде бев на интервју или може би пишано интервју имав. Македонија по злото се наоѓа убедливо на високите први места во Европа. Ако сакате, по бројот на депресиви, број на рецепти во фондот, најмногу се троши, најголема вредност за антидепресиви. Бројот на самоубиства во Македонија е највисок во Европа. Значи, бројот на потрошени рецепти за антидепресиви во Европа е највисок во Македонија. Бројот на самоубиства е највисок, бројот на разводи е највисок, бројот на абортуси е највисок. Значи, по корупција сме на високо, не знам, 111 место во светски рамки. Тонеме по сите основи. Ако сакате и во ковид криза, по број на заразени по глава на жита сме на прво место. Може би во светски рамки сме на прво место и по број на смртни случаи во однос на број на заразени. Значи, неуспех до неуспех, пораз до пораз. Дури искрено да ви кажам, како современик на оваа генерација македонци во изминативе 30 години чувствувам една длабока пониженост, дури како што велат старите, ми изеде туѓа срамота. Едноставно туѓиот срам ме јаде однатре. Не е можно македонскиот гений да биде до тој степен дотолчен да не може да крене глава и да направи пристојно место за живење од една територија која што Бог историл благослови. Историл благослови. Имаме непроценливо богатство од почва, непроценливо богатство од вода, непроценливо богатство од сонце, 280, ми се чини 3 сончеви денови во годината. Значи, луѓето на Арктикот веќе ставаат фотоволтаици, а ние Македонија не ја направиме соларен резерват. Не знам, едноставно се чувствувам многу мизерно. Не можам да се помирам со фактот дека јас сум современик на генерацијата која што во мирнодопски услови потпишува капитулација на својата татковина, го губи политичкиот суверенитет на целата незина територија и едноставно да не можете денеска од официјален државен орган или официјален државен представник слободно во јавност да си ја наречете својата татковина Македонија, својот народ македонски, својот јазик, мајчиниот јазик македонски. Значи, тоа е една мизерија која што сме дозволиле сите да не толчат, ние да веднеме глава, да виеме кичва, да ни се смеат околните народи. Во дадениот момент, за наша жал, сме за подсмех на соседните држави. Страшна работа, некна погледнете сцената со којска кола на автопод во спротивен правец и таа слика го прошета светот, едноставно зовера социјалните мрежи, па уште униформирана полиција, нели, ја јаваше колата со коњот и таа слика ја покажува во сршта македонската мизерија до која не донесува Социјалдемократски сојуз и ДПН. Значи, нека ми простат гледачите,
и слушателите на емисијава, значи нека ми простат, ние мора злото да му дадеме титулар. Мора да ги именуваме. Доста е политичка коректност. Помина времето кога политичката коректност дозволуваше простор да можеме едноставно во име и за сметка на предпоставениот македонски национален стратегиски интерес да премолчиме одредени работи. Да. Но гледаме дека предавствата се случуваат катаден, дека злото е на сцена катаден, дека едноставно младата генерација ја губи својата перспектива, не ја чувствува повеќе Македонија за својата татковина. Прашање е при криза, да не дозволи Господ воена криза, како ќе ја браниме оваа татковина кога армијата е дотолкена, уништена, кога нема дури облека. Внимавајте, македонската армија стана армија на некоја си, не знам, не сакам да го употребам тој збор, придавка, да едноставно ода со крпени панталони, со скинати чизми, немаме оружје, сите хеликоптери се приземјени, немаме борбени летала, немаме борбени авиони, немаме радари, едниот е расипен, вториот е пред расипување. Да. Тоа е суровата македонска реалност. Да. Во овие 30 години јас сум должен и како аналитичар, и како политичар, и како професор, и како интелектуалец, и како човек, значи кој што целиот свој живот го посветил на татковината Македонија, каде што су заснувал семејство, 31 година сум во брак со мојата сопруга, имаме 4 деца, сум дал 4 синови и керки, син и 3 керки сум дал, значи едноставно тоа е патриотизмот, да дадете своето потомство, да го сочувате во татковината, едноставно да живеете и работите тоа потомство, да успее во својата татковина и вие да се изборите за вашиот спомен кај вашето потомство. Јас во последно време често пати, од кога ми се роди внукот Лео, има внук 6 месец е Лео, Габриел Лео. Тоа е уште една ситуација, највозрасната керка ми остана во Америка, таа таму дипломираше на Райс Хјустон, Тексас, можеби сум говорил и друг пат, магистрираше на Колумбија универзитетот во Њу Йорк, на најпрестижни универзитети и останаа во Америка. Внукот Лео и сега како поминуваат месеците со внукот, ме мори сознанието или размислувањето како спомен јас ќе му оставам на моето внуче, како спомен ќе има за мене како негов дедо, како негов предок. И си велам, што ако на длабока старост, ако ми даде Господ да доживеам длабока старост, тоа внуче ме праша, како успеавте, дедо ми, во тој период, вие во мирнодопски услови, да подпишете капитулација и да ја изгубите татковината од рака? Пошто очигледно Македонија ја губиме од рака. Ние немаме никако македонско обележје на ниво на држава. Да. Ние немаме во ниту еден официјален државен документ во изминативе 4 години каде што стои македонски народ, каде што стои македонец, каде што стои македонско. Да. Чи каде што стои Македонија. Како успеавте, ме праша, да изгубите во услови на мир? Кај ти се твоите 3 дипломи, 2 докторати, твоите политички партии, твоите ангажмани, нели беше во политика, нели се бореше за Македонија? Како успеа да едноставно ја испуштите татковината од рака? И тоа е страшно сознание, споменот кај моето внуче да биде пораз. Значи, треба да ме стрефи инфаркт и споменот кај моите деца, кај моите внуци, кај моето потомство да биде пораз. Со генерации, јас ќе бидам тој современик на генерацијата кој што ја испушти татковината од рака. И ако сите ова на ниво на народ го пренесеме, па и дури и македонците во Австралија и на секаде низ светот, нашите браќа и сестри на секаде низ светот, ми се чини дека тоа е едно морничево прашање кое секој мора да си го одговори. Оти знаете, не само кај евреите, но и библиски. Најважното наследство кое што ние го оставаме на нашите деца е споменот за нас. Каков спомен за нас ќе им го гради нивниот мајндсет во периодот после нас? На каков спомен тие ќе се сеќаваат? Пошто ќе не памтат, пошто ќе не паметат како генерација? Ние ги паметиме линденците како горостасни македонци, здрави, прави мажи кои што оставиле се во својот живот и изгинале на млади години за да остават трага во историски контекст, маркер.
и да продолжат таа вековна борба на македонскиот народ за национална слобода, за своја самобитност, за своја држава. Ги памтиме партизаните како гросностни мажи македонци и жени македонки кои што фатиле оружје во рака, голи и боси против моќниот фашистички окупатор, да ја сочуваат слободата, едноставно знаеле што е тоа слобода, знаеле да ја ценат. Ние за 30 години, еве, едноставно не успеавме, мора да си го признаеме тоа. Оти признавањето на поразот е почеток на промената. Не може да направиме метаноја во умот на нацијата ако не си признаеме дека оваа генерација го живее поразот пред своји очи. И што е најтрагично, наместо да се бориме да си сочуваме слободата, да го сочуваме своето во татковината Македонија, да си останеме свој на своето, да го востоличиме македонското во татковината Македонија, ние немаме друга татковина, ние едноставно по линија на помал отпор си викаме, ај може би така треба, ај може би ќе биде подобро, ај може би утре ќе се почнат работите, ај може би нема да одат нашите непријатели во нивните екстремизми подлабоко и подалеку. Гледаме на очиглед на сите нас се случува сосема обратен и ретрограден процес. Јас искрено лично уште една реченица, не можам да се помирам со тоа сознание дека утре може моето внуче да ме соочи со таа вистина и не можам да се соочам и нема да дозволам да ме памтат споменот за мене да биде дека сум ја бил современик на генерацијата која да живеела пораз. Јас пораз во мојот живот не признавам. И од тука и пораката од вчерашната емисија, не сме македонец каде и год да е на планетава Земја да прифати и да признае пораз. Ние мора се да сториме што е во наша моќ, со сето свое срце, сила, душа и разум, со се наше, да се ставиме во име и за сметка на подпора на татковината Македонија, да подметнеме рамо, да подадеме рака, секој со се свое, да ја сочуваме татковината. Треба да се подржи политички субјект кој што гори во своето срце со ревност за својот народ и за својата татковина. Сите да дадат подршката на таков субјект, да застанат зад него. Оти запамтете, библиски е ново вино се става во нови бочви, не во стари и расипани, скршени, докрпени, недоправени. Таму може да скапе, може да истече и така натаму. Чи ново вино се става во нови бочви. Од тука на Македонија, ако сакаме нова перспектива, нов исчекор, ако сакаме нов ресет на односите, мора нов политички субјект, нова политичка визија, интегра. Македонска конзервативна партија претендира да го заземе тој вакуум во политичкиот простор. Ние сме нова политичка визија, нови ликови во политиката. Едноставно, искрено, конзистентно и во континуитет цврсто стоиме како бедем на македонскиот национален стратегиски интерес. Во татковината Македонија имаме чист образ, немаме опашка и едноставно независно го градиме нашиот пат за да едноставно анимираме се што е силно, моќно, творечко, најдоброто во татковината, да го изнедриме на јавна сцена, да едноставно подадеме рака, подметнеме рама, да создадеме една екипа, една елита која што ќе ја сочува татковината. Можеме, знаеме, умееме, имаме искуство и што е најважно, имаме политичка волја, но имаме и љубов за своето. Да спомнеме дека слушателите и гледачите ја следат програмата која што се емитува во социјалните мрежи и денес разговор водиме со професор доктор Љупчо Ристовски, председател на Македонската конзервативна партија Интегра. Господине Ристовски, со обзир на тоа дека процентот на излезност на изборите во Македонија од поранешни искуства е неадекватен. Дали мислите или се надевате дека овој пат на локалните избори во Република Македонија народот ќе го искористи своето демократско право и ќе излезе и гласа за партија која што смета дека ќе биде не само во корист на нив лично и нивното семејство, туку и пошироко за целиот македонски народ во Република Македонија, а и надвор од Македонија се разбира. Јас сум песимист во тој дел. Народот е премногу долго лажен, премногу лажни политички ветувања и пред избори, и за време на избори, и претходно
преживел огромни разочарувања, преживел многу порази, е современик и сведок. Процентот на излезност ке паѓа се повеќе и повеќе на минатите избори, мислам дека не беше ни 50%, мислам дека падна некаде околу 40% на последните избори. Сега може да иде уште подолу, што е една од трагедиите. Ние, ценејќи дека тоа ќе се случи на претходните парламентарни избори, пристапивме на 13 организации од диаспората, разговаравме на GoToMeeting на ваква врска, видеоконференцијска врска, и јас им предлагав, јас инсистирам и замолувам, тоа беше мојот став и настап пред нив, дека се наоѓаме во еден вакуум во кој што две работи се клучни, во кој треба да бидеме партнери со диаспората. Првата работа е процентот на излезност. Ке имаме ниска излезност, ние мора да најдеме начин како да го анимираме оној огромен дел од 65% беше лани, значи 65% луѓе кои што едноставно на сите анкети кажуваат дека нема да гласат, не сакаат да гласат, ке го прешкртаат ливчето или немаат опција, или не ги сакаат ниту СДС, ниту ВМРО-ДПМН. Значи 65% е огромна бројка и јас им предлагав на диаспората да најмат една професионална светска маркетинг агенција, да направат една маркетинг кампања од патриотски аспект, да правиме една мала едукација во тие 20 на дена додека трае кампањата, да едноставно ги изнесеме на гласање луѓето, затоа што високиот процент на излезност, еве во Црна Гора тоа се покажа, се менува власта. Власта во Македонија може да се смени само со висока излезност на гласање, што за жал во овој период детериорира таа перспектива по сите основи. Едноставно, знаете, монополската позиција на заштитени бели мечки, јас во поново време експлоатирам оваа теза за да сватат луѓето дека нема големи мали партии, има само монополски партии. Монополскиве партии в својата позиција на заштитена бела мечка ја хранат со 90% од буџетот за тековно работење на партиите и 97% од медиумскиот простор во кампања. Тоа значи 3% остануваат од медиумскиот простор за сите останати и независни листи и вонпарламентарни политички партии. Што е нешто што е толку страшно како што велите. Јас летна имавме во Мериот, имавме со NDI од Вашингтон, нели таа од кај демократите, една меѓународна конференција беше владата присутна, беа сите партии и парламентарни и вонпарламентарни и владеачки, опозицијски и така ратаву. И јас говорев дека во суштина оваа монополска позиција прави политичко мочуриште од Македонија да виреат секакви гадинки во политиката. Секакви гадости имаме во политиката во Македонија. Дури Макијавели е надмина 10-струко овде на ова подрачје. Значи, станува збор за класична монополска позиција. Во бизнисот и во економијата е кривично дело хранење и билдање на монополска позиција во бизнисот. Таму има антимонополски закони кои што го санкционираат монополскиот исчекор со кривични прогонства. Замислете, во политиката немате антимонополски закони. Јас често пати велам на Хусеин Болт, ако на ова Олимпијада освоил златна медаља, и вие му дадете 50 метра предност на наредната Олимпијада, нема млад човек на планетава Земја кој што во 4 сат ке станува амбициран да исполни олимписката норма и да го створи животниот сон да оди на Олимпијада, ке згасне. Таа творечка енергија, спортски дух ке згасне и за 2 до 4 години или за 2 циклуса на Олимписки игри ке згаснат Олимписките игри. Македонија со овој монополски модел на заштитени бели мечки во име и за сметка на Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН едноставно ја гаснеме татковината полека, сигурно, но значи извесно ја гаснеме татковината. И тоа е голема трагедија, медиумите молчат, оние понатаму се прават на удрени политички партии. Народот не излегува на гласање, прашањето што вие едноставно не го препознава моментот дека има политичка опција, нам ни е потребна и видливост и гласност. Ние не можеме со овие 3%, да речеме 20 независни листи и вонпарламентарни партии, не може да добијат на цела територија, тоа е ништо, некој си 550 евра
по партија. Да. Или че сакам да кажам, финансиски сме многу оштетени. Да. Монополскава позиција едноставно не дава простор да се моќно појави новиот трет пат. Тие ги имат фатано сите конци, вршат сериозни притисоци, уцени, закани, имат на позиција луѓе и во внатрешни работи, во Министерството, во полицијата, во војската, на други места. Да се обратиме сега, ако може, малку на нашиот народ, македонскиот народ, кој живее, работи, твори во западниот свет, во Соединетите Американски држави, во Канада, во Австралија, во Европа и многу други држави. Интегра, според моите сознанија, има најдобри со нашиот народ кој живее надвор од татковината. Се сеќавам дека ланската година ова време бевте во Австралија, каде што остваривте разговори со видни личности од политичката сцена, како и наши лидери во нашата заедница. Сметате ли дека е потребно да се развијат врски за економски можности и прилики со западните земји, со цел да се даде додадена вредност на продукти кои што се произведени во Македонија? Дали имате во предвид да назначите, например, трговски амбасадори за секој регион во западните земји, со цел да се промовираат македонските продукти и производи? Кои се вашите ставови и ставовите на Интегра во врска со овие прашања? Видете, диаспората или македонците иселеници низ светот се нераскрилив дел од македонското национално ткиво. Ние тоа и практично го покажуваме, затоа што во председателството на Интегра имаме петорица од диаспората. Имаме од Америка, имаме од Швајцарија и имаме од Австралија. Други тројца. Значи, тоа е еден многу интересен момент, но еве сега имаме еден повратник од Австралија, Стево. Да, Стефан Ѓорѓевски, кој го слушнавме во почетокот. Го пуштите спотот на почетокот. Да. Тој е наш кандидат за член на Совет за општина Битола. Да. Значи, на висока втора позиција е на листата за Совет за општина Битола и е многу активен и многу лесно се адаптира во македонскава средина после неговото враќање од Австралија. Да. И се чувствува дека човекот е целиот ревност за Битола, за татковината, за Македонија, за своето. Едноставно, јас мислам дека иселениците, македонците иселеници низ светот ја чувствуваат таа потреба, но кога ќе помислат дека иако членка на НАТО, сепак ние сме на 111-то место по корупција во светот, што е страотно, трагично, да не кажам. Тоа значи вие корупцијата имате на секој чекор и таа е рак рана на македонското општество и лека полека го умира македонскиот национален организам. Да. Простете, малку е доцна кај нас, а преморено ноќеска легна во 2:30, станавме во 6, патуваме по цел ден по патиштава, сега се прибравме пред малку и заморот може би чувство, но ќе ми простат нашите гледачи и слушатели, да. Сега за македонците иселеници низ светот, тие очекуваат стабилна влада, очекуваат патриотска влада, која што си го сака, цени и почитува својот народ и татковината. И јас чувствувам дека тие го очекуваат нашиот либертаријански конзервативен модел на идеологија, очекуваат слобода во бизнисот, очекуваат free market driven economy, значи го очекуваат Адам Смит во економијата, државата да едноставно го намали јарамот. Ние сме говореле во другите емисии да едноставно стапките по доначување се намалат, регулативата да се намали, сите тие решенија, дозволи, лицензирање и така натаму, секаде каде што имате инволвирање на државен апарат, администрација или држава, вие секогаш имате високи нивоа на корупција на сите нивоа на власт. Да. Затоа, значи, со намалените стапки на доначување, со процесот на дерегулација, кој што ние за ланските избори го нарекуваме MASDEREG, Massive Deregulation, значи, тоа е еден процес кој што е во економската теорија многу добро познат и многу ефикасен за поттикнување на брзи состојби на економски раст и развој.
Значи имаме иновативни модели во сите сегменти, ја имаме МАТ стратегијата, сме говореле, мислам и за неја, Macedonian Timeless Strategy, македонската безвремена стратегија, каде што е предвидено формирање на MK 144 Macedonian Committee, MC 144, Macedonian Committee, Македонски комитет 144, каде што предвидовме да имаме 144 апостоли, угледни македонци, успешни не само во бизнисот, но и во науката, во професорската елита, во медицината, во сите области од животот, во културата. 36 од Америка и Канада, 36 од Европа, 36 од Австралија и Нов Зеланд, 36 од соседството, по 12 од Пиринскиот дел на Македонија, 12 од Беломорието, 12 од Албанија и 36 од Македонија, колку што брои председателството на Интегра. Значи, планот ни беше да направиме еден комитет од 144 апостоли, значи една група која што малтене ќе работи и ќе функционира како Билдерберг групата, која што строго ќе се грижи и ќе се држи до македонскиот национален стратегиски интерес, која ќе работи на македонско национално помирување, која што едноставно ќе биде моќна и влијателна. Сите финансии од диаспората, лево или десно, ќе требаше да се фокусираат на едно место и оттаму да се одлучува кого ќе се подржи на избори, која политичка опција и гарнитура ќе ја подржите. Едноставно да влијаете на политичкиот систем во Македонија, на тој ресет што ние го планираме, на таа нова македонска ренесанса. Тоа е еден важен процес, еден важен момент. Диаспората, македонците селеници на светот пред COVID кризата, некаде околу милиарда и 300-400 милиони долари има девизни дознаки, значи преку тој брз трансфер на пари и по разни други трансфери, меѓународни финансиски трансфери. Значи сакам да кажам дека македонците се многу влијателни, вие го крепите платниот биланс во државата. Значи трговскиот дефицит го санирате. Иако за ова нешто отвора на девизните резерви. И сега, ако вие немате политичко влијание во Македонија, ако немате дури свој политички субјект кој што ќе се бори на политичка сцена во Македонија, каде што вие, да речеме, ќе бидете клучни во председателството, па дури подписници на сметка, ќе се грижите за, не знам, и за финансии и за се останато, че ние мораме да најдеме начин како македонците ќе ги исцелуваат раните на делби и проклество, нели едно од 7 најомразени работи на Господе сеењето, раздор и брак. За раздор, да. Одното прашање покрај ова што го споменав околу излезноста, вториот момент кој што притискав јас кај диаспората, кај овие 13 организации, беше да се формира паралелна организација на мост, паралелна како мост, за да едноставно, поради високата недоверливост во изборните резултати во самиот процес, високото ниво на кражба на гласови, на неможноста да искаже демократското право на глас и така натаму, се крадат многу гласови со 20.000 фалсификувани лични карти, умрени лични карти од умрени луѓе, бугарскиот воз. Значи имате многу, да не речем, маниакални методи развили и Социјалдемократскиот сојуз и СДС да ги фалсификуваат изборите, и тогаш предложивме, рековме, дајте да најдеме начин таа организација да се формира во Македонија, да почне да работи. Имате искусни невладини организации кои воделе избори и така натаму, кои што го познаваат тој модел и таа методологија за работа, да едноставно ги сочуваме патриотските гласови. Нели тие брендирани со слоган, да едноставно бидат бедемот, да не дозволат ниту еден патриотски глас да отиде во корпа. Тие два предлога чинеа некаде околу $150,000 американски, и тоа самите требаше да си најдат агенцијата, самите требаше да си ја најдат таа невладина организација која има искуство за спроведување на избори, и би се чини дека тоа ќе беше еден квалитативен исчекор да го сочуваме патриотскиот глас и едноставно да дадеме шанса секој да го оствари своето вистинско демократско право на глас.
Тоа важи и за диаспората, таа мора да стане чинител и во изборниот процес, било дома, било надвор. Да. Нашиот народ кој што живее во странство, живее и работи во странство, од кој има голем број, како што вие самите знаете, тие редовно ја посетуваат татковината и самите рековте дека приливот од средства кои што се трошат од страна на нашите во диаспората во Македонија, како и приливот на една друга работа, тоа е странските пензии, како на пример да го земеме за пример господинот Стефан и Стефо Јоргиевски, кој што самиот објави во неговиот спот дека во Австралија, во Мелбурн поточно, а него го познаваме многу добро за неговиот патриотизам и за неговата долгогодишна работа во Мелбурн на многу полиња, и му посакуваме успех како кандидат за советник за градот Битола, представник на Интегра. Што мислите, сето тоа би придонело да се покачи, нели, стандардот на живење во Македонија, за кој што и вие веќе, нели, спомнавте многу пати. Тоа би било нешто кое што би направило, како што рековте сам, пресврт една ренесанса, која што сиот народ би... Многу едноставни се решенијата во тој дел. Нам јапонците не понудија еден сличен модел уште пред години. Јас го експлоатирав на ланските избори, но еве кратко на гледачите, можеби ќе се повторам, некој можеби го имаат слушнато тоа. Да. Но вие треба се да направите како држава, дури да не давате од вашите буџетски средства. Можете на меѓународен тендер, приватни инвестициски фондови за таков проект да привлечете, па дури од нашите македонци и селеници од надвор. Замислете да направите една зона за старски центри на 10-15 хектари, вие да направите 12 или 24 state of the art старски центри во средината огромен мол, со киносали, со фитнес, со базени, со сауни, со масажи, со велнес, со не знам, со коњички спортови, со трим патеки, со на 600 метри надморска висина, во тишина, во природа, и да успеете да ги пополните тие, да речеме, не знам, 12 или 24 старски центри со по не знам колку илјади пензионери во секој од нив, 10.000 по една таква зона, или можеби и 20.000 може да собере некоја поголема зона. Такви може да низ Македонија да направите не 12, не 24, 36, го имате Маријево, имате многу убави предели низ Македонија каде може да никнат такви зони како посебни градови. Да. И замислете, во тие зони во секој момент вие ќе најдете приватен инвестициски фонд кој што ќе сака да вложи, затоа тој ќе сака да зима странска пензија како месечен надомест. Па околу зоните има органско производство, млеко, млечни производи, месо, месни производи, овоше, зеленчуци и така натаму. Многу микромали и средни бизниси ќе никнат околу, затоа што некој ќе треба да ги храни тие луѓе внатре. Дури не мора да се и македонци и селеници во зоните. Јапонците исто така имаат интерес да дојдат во тој дел, дури сакаат 100.000 возрастни луѓе да ги донесат во Македонија на 600 надморска висина по истиот овој модел, па дури беа спремни преку државен инвестициски фонд да вложат во брза железница, затоа што нивните роднини ќе доаѓа по 2-3 пати годишно да ги посетат, и они ќе сакаат да шетаат не само низ Македонија, него и во регионот. Значи, замислете, со еден таков потек, ние ќе си ја привлечеме нашата диаспора, македонците селеници од светот, да дојдат во овие state of the art старски центри. Да. Едноставно да се чувствуваат некако дома, него буквално како да живеат во западна просперитетна нација. Тоа е изводливо, можно е. Но само државата мора да ги тргне пипците таму. Треба да биде приватна иницијатива да си го заврши процесот, ништо друго. Господин Ристовски, настаните во Македонија, како што знаете, внимателно ги пратиме и ја изразуваме целосната меѓународна поддршка од и за нашиот народ во Република Македонија. Навам и на Интегра ви посакуваме значителни успеси во локалните избори на 17 октомври оваа година. Дали би сакале нешто да кажете на крај пред да завршиме оваа програма?
Па јас се чувствувам прекрасно секогаш кога разговараме на овие теми и во вашата емисија и во другите емисии, интервјуа каде што ги давам за нели нашиве медиуми низ светот. Пријатно е тоа чувство да едноставно споделуваме заеднички моменти, споделуваме и заеднички промисли за татковината Македонија. Значи, јас добро го чувствувам тој дух на сплотеност, на ревност за своето, за татковината, за Македонија и така натаму. Но, за жал, во дадениот момент нацијата е деморализирана, 30 години е притискана по една линија. Ми се чини доброто е веќе исцедено како лимон, нема капка повеќе сок да даде. И од тука е созреано времето за промени, за сериозни промени. Јас сакам да упатам порака до македонците и селеници низ светот, особено Австралија и Нов Зеланд, тие кои што ќе гледат оваа емисија, се надевам ќе ја избустираме масовно за да видат што повеќе луѓе, ќе сватат дека ние во Македонија во суштина имаме потреба од еден партнерски однос, како да бидеме додадена вредност едни за други. Да. Како диаспората и Интегра Македонска конзервативна партија или овој дел патриотски опозицијски сили да бидеме додадена вредност едни за други. Оди само како такви ние можеме да успееме. Значи, ние треба како ако даде Господ да се факторизираме во владата утре, во власта, да подметнеме рамо, да подадеме рака, да се ослободи една моќна творешка енергија кај македонците и селеници низ светот, да се возбурка нивниот моќен крвен запис, таа гениалност да излезе на површина, да ги привлечеме таа творешка енергија, малку да ја вложат во Македонија, во својата татковина и да направиме не само од неа пристојно место за живење, туку на вистина во еден брзопотежен, краток период да направиме радикален пресврт, силен економски раст и моćен економски развој во периодот пред нас. Можеме, јас сум убеден дека Македонија има потенцијал, имаме ние како Интегра лидерски тимови со знаење, умење, искуство. Можеме, најважно е срцето, што имате во срцето, си го сакате ли своето или не си го сакате, си ја сакате ли својата татковина или не си ја сакате, си го сакате ли своето. Да. Значи, тоа е визијата на која што човек вреди да го посвети целиот свој живот да стане мисија за остварување на таква визија. Сакам да ги поздравам сите македонци и селеници во Австралија и Нов Зеланд, но и на секаде низ светот каде што ве следат. Сонувам да едноставно во периодот пред нас го продлабочиме нивото на партнерство со многумина надвор, да едноставно најдеме начин да изнедриме на површина еден силен творечки потенцијал, една нова творечка енергија, вашето искуство од успехот надвор да го пренесете во татковината Македонија и едноставно да градиме односи во кои што на вистина еден ден секој ќе може да стави црта и да рече да, јас сум среќен и задоволен од постигнатото во мојот живот во мојата татковина Македонија. Ви благодариме. Разговор водевме со професор доктор Љупчо Ристовски, председател на Македонската конзервативна партија Интегра во Република Македонија. До нашето следно јавување, поздрав од Силвана Павловска, Мелбурн, Австралија. Поздрав и од мене, бидете благословени, нека Господ Бог ве чува сите и ве води во вашите животи. И вас исто.